Захвалjujem ti se televizija D. Kad sam sreo druga svog, prijatelja jedinog, najsrećniji beše dan, jer nedelja beše tad. Pesma nas je tešila, sudba nam se smešila, ali vi ko su te zle, od mene ga odvede. Aj, Ramo, 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 druže moj, Ramo, Ramo, brate moj, da li čuješ jecaj moj? Aj, Ramo, 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 druže moj, Ramo, Ramo, brate moj, da li čuješ jecaj moj? Ramo, 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 Ramo. Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3. Ви посакувам среќна 2013 година. Василица, ќерка ми го ќари паричката, бидејќи во помен и спомен на Свети Васили Велики, оние што се интересираат зошто на овој датум тоа се прави, можат да прочитаат на интернет на разни места. Ја е наследив традицијата од моите бабовци, дедовци, стриновци, вујковци, чичковци и тетковци. Во секој случај, важно да е весело. Продолжуваме и натаму во истиот тон, но со поинаков фалш. Ова видео кој ви го пуштивме е апсолутен хит на YouTube и се врти на сите страни. Шега е шега, забава е забава. Истото му го направи и на Обама со истава песна. Ако се сеќавате пред едно месец дена, ви го свртев кога U2 исто му го свират на Обама. Така да, мислам ова дека е добар пиар за секого. Кога и за мене би направиле вакво нешто, тоа би било перфектно. А што се однесува веќе кога сме кај YouTube, фали ме усто, оти ке те чепам. Драги мои, прво да ви се заблагодарам, ова е каналот на Јади Бурек Тројка на YouTube, на кој може уште веднаш да забележите дека имаме преку 1000 сабскрајбери. Значи, тоа се луѓе кои се имаат претплатено, имаат само претплатено, тоа не значи дека плаќаат, туку сабскрајб едноставно се имаат запишано да се што ново кога ќе го ставиме на YouTube добијат известување и ги гледаат емисиите, репризите, бидејќи имаме долги интервјуа, често пати и се губи концентрација и разбирливо е, луѓето сакаат да се навратат, да видат некои пасуси и делови и слично. Како што можете да забележите од Миленко Неделковски, Данило Коцевски, Латас, Миле Јанакиевски, Никола Жежов, Никола Тодоров, Ивона Талевска, Илија Димовски, Марина Дојчиновска, Мирка Велиновска, Коце Трајановски, Зоран Ставревски, Никола Груевски, емисијата со пратениците, исто така интервјуто со Ниче Димовски, како и неколку емисии кои беа прилично интересни, например на 24.12 за настаните пред собранието, кога во емисијата се јавија повеќе јавни фаци и новинари, меѓу кои на крај се јави и Зоран Заев. Така да ова и на некој начин аналитиката која покажува или како што вика мојот колега, ова и вториот ова е само колку минути е изгледано, колку има гледања и така натаму за само месец дена. Ја ви благодарам за вниманието. Овие рейтинзи се вистински поттик за нас.
за целата екипа и за мене лично да и натаму правиме интересни емисии, оти мислам дека оваа интерактивност прави уште поинтересно да биде како за нас, така и за вас. Започнуваме со новогодишни теми или така наречена стара нова година, што се однесува до крајот на неделата, ќе го имаме и првиот строг пост на Водокрст и само да ви кажам дека Нова Македонија денеска го објави и последниот купон за пријавување за скокање по крстот во реката Вардар. Од утре нема да можете, ова е утрешниот број, ова е за Водици, еве, на 19 јануари, 12 часот, кај мостот, кај Holiday Inn. Ке се навратиме на Нова Македонија, значи, таа некоја традиција која, вака, другиот православен свет не ја познава, исто како и славата. Ете, во нешто сме ние уникатни во неколку аспекти на тоа. Очигледно дека во тие времиња било паганството прилично расширено и црквата, обидувајќи се да им угоди на луѓето во нивните стари обичаи, да ги облагороди и да ги просветли, ги правела една, како да кажеме, монтажа помеѓу вистинските духовни вредности и нешто што било навика кај народот за да се приволи. А како што и самиот Господ Исус Христос вели, секому ќе станам се само за да го придобијам Христа заради Господ. Океј. Но да внимаваме овие денови, не се сите јаки, способни и храбри и во добра форма. Ова време каде што температурата е околу нулата, над нулата, малку под нулата, често пати предизвикува извореден амбиент за развивање на разноразни вируси. Во овој момент повторно се шири една фама околу вирусот на грипот. Грипот од секогаш бил проблематичен. Свински, птичји, телешки, рибји, не е важно. Тоа е смешно со имињата што го прават. Секој грип е опасен. Прашајте ги вашите постари, еве на помладите гледачи им се обраќам. Прашајте ги вашите баби и дедовци или мајковци, татковци. Дури во она време на социјализмот, каде што немаше толкаво мешање помеѓу луѓето, имаше јавни препораки, например, да не се оди во кино во одредени периоди, затоа што имаше така наречена реа на грип или епидемија на грип. Зошто? Грипот сам по себе е смртоносен кај сите ризични фактори. Не значи тоа дека секој со ризичен фактор нема да го преживее, далеку од тоа, но оние кои имаат белодробни заболувања, срцеви заболувања, кои имаат намален имунитет, кои се во реконвалесценција, треба многу да се внимаваат и да бидат под силна обзервација, затоа што вирусот го ослабува организмот и на здравиот и на болниот. Кај болниот може да дојде и до компликации. Самиот вирус по себе не убива. Вирус на грип се преживува. Работата е што вирусот толку може да го ослаби имунитетот на организмот на човекот, па да предизвика несогледиви последици. Значи, без оглед како ќе го наречат, ама буквално без оглед како ќе го наречат. Секој грип се третира на еден начин. Витамини, препотување. Финците имаат многу јака работа. Финците, например, луѓе што сум искомуницирал, значи, кои живеат во Финска и така натаму, и во нордиските земји, они не знаат за ваков проблем. Штом почувствуваат симптоми на грип, одат во сауна. И готово, излечен си, вика, 15 минути излечен си. Малце ми е чудно, а потоа се замислуваш. Влегуваш во сауна каде што температурата е околу 100 Целзиусови или 90 Целзиусови степени, се дига изворедно температурата на организмот, доаѓа до силно препотување. Што значи тоа? Дека вишок на течности се исфрла, со тоа се ослободува организмот од вируси, а со самата висока топлина вирусите се уништуваат. Ние што правиме основна грешка? Кога ќе качиме температура, ние прво земаме средство за симнување на температура. Не.
Додека не дојде на критична точка, па дури и тогаш, температурата се вади преку облоги на вените на рацете, на челото и на нозете, исто на како би било адекватно на овој дел од чепите, сега да не покажувам, нели? Да се симнува температурата. Зошто? Затоа што со високата температура организмот се изборува против вируси. Високата температура, ова моје неискуството, ја не сум лекар. Ја појма немам, ама имам 3 деца. Верувајте, 3 деца е медицински факултет. Секој родител што има деца и што ги поминувал сите оние болести, а јас со сопругата 3 пати ги поминуваме, така да многу добро знаеме. И со педиатрите кога правиме муабет, како што ни велел самите педиатри, вика, вие сте ни колеги, вика, далеку од тоа. Секој родител на некој начин станува доволно стручен, барем во оној аспект на детските заболувања. Значи, внимателно да се следи ситуацијата и да се дозволи препотување, да се дозволи качување на температура, нели, како старите рецепти се буквално најдобри. Нели? Истри го со ракија. Зошто со ракија? Не да ја мириса, туку за да предизвика висока циркулација, за да се качи температурата, стуткај го и кога ќе се препоти, на вечер сме знаеле да дежураме по цели ноќи преслекување. Самото потење едноставно многу ја олеснува. Секако дека тоа треба да се следи и со лекар и внимателно, затоа што нели во еден момент целиот организам во паднатиот имунитет може да се префрли некоја инфекција. Тогаш инфекцијата може да го зафати носот, најчесто носот го зафаќа, па од носот се спушта таа слуз во душникот и може да заврши во белите дробови. Тоа се тие бактерии. Затоа верувајте ми, јас знам дека сме сите во економска криза и тешко даваме пари. Единствен апарат за кој не сум жалел пари, дадов околу 2-3 денари и кој маста му ја извадив и многу ни помогна во растењето и лечењето на децата, а тоа е апаратче за инхалатор. Значи, апаратче за инхалирање. Иако, нели, можете секогаш крпата, тањирче, камилица и да се паре, но ова пушта чиста пареа, не е топла, чиста е микронска, во која можете да ставите средство. Некој да се договорите со вашиот лекар, некое средство, може би малку антибиотик за да ги залечи тие воспалителни, бидејќи носот е првото место што се воспалува, па после се спушта на грло, па уво, така натаму компликации. Впрочем, консултирајте се со лекар. Ја не ви кажувам, не зборам сега затоа што вие не знаете или ја нешто ново ќе ве научам, туку да ни влезе во свеста дека влегуваме конечно во оној период на грипози и дека треба да бидеме малце повнимателни. А тоа значи исхрана соодветна. Кога децата би сакале да пијат јува, да јадат кисела зелка, зашто старите не се разболуваат? Една ракивка и кисела зелка и крај, ништо. Кој вирус ќе ти извире? Ништо не фаќа тоа. Но, ако идеме на тој муабет, еве нешто интересно. Децата на амишите имуни на модерните болести. Децата на амишите кои израснале во селски фарми на север во Американската сојузна држава Индијана не страдаат од астма, ниту од било кој друг облик на современи болести, а алергиите се сосема непознати кај овие деца. Истражувањето за болестите кои ги погодуваат овие деца од амишката заедница ги направил швајцарски научник. Заклучивме дека стапката за заболување со современите болести е премногу ниска кај амишките деца, изјавил Мак Холибрейх, кој го предводел ова истражување. Навистина како да постои нешто што ги заштитува овие деца, а што е тоа останува и понатаму нејасно објаснува тој. Научниците споредувале дека деца кои израстале во релативно здрава рурална средина и дошле до заклучок дека децата амиши се поздрави од децата кои израстале во европските фарми. Во последните 20 години забележени се само неколку амишки деца кои биле алергични на нешто или генерално алергиите се вистинска реткост во ова прилично затворена заедница. Инаку амишките семејства
од кои повеќето имаат корени од Швајцарија, живеат изолирано од останатиот свет. Не користат современи технологии, ниедно амишко семејство не поседува кола или телевизор. Инаку, се уште не се знае која е тајната на здравите амишки деца, а мислам дека се наброи. Едно да знаете, амишите јадат исклучиво храна кои сами ја произведуваат, не купуваат конзервирана храна, не купуваат обработена храна, нивната храна е како се вика она еко-френдли или Тоше, дај подсетиме зборот. Колективна блокажа. Органска. Значи, нивната храна е органска. Ние имаме и тоа како многу предуслови за такво нешто. И повторно ќе ви кажам, првата работа ние што имаме, странците што се вадат од памет, тоа е нашата јува, зелката, и мислам дека е прилично добро. А со амишите има една друга работа. Мора да ја запамтите и проучете. Ниедно амишко дете не заболело од аутизам. Единственото што заболело од аутизам, за кој има документиран случај во истиот текст, е дете кое било вакцинирано. Подлегнале родителите на оние заплашувања дека невакцинираните деца и така натаму разболуваат и се заболуваат и слично. Нам не учат и ја верувам дека вакцините многу помагаат во заштита од некои болести. Но една работа. Никој никогаш не проговорил за последиците и нуспојавите од вакцините. Тоа е ризик на кој секој родител треба да биде подготвен и спремен. Никогаш кога детето ваше ќе покаже некои тенденции на тешки заболувања понатаму во животот, нема да ви ги врзе со вакцините. А современите вакцини знаат да бидат прилично проблематични. Не збориме за оние стари вакцини, нели БСЖ кои се докажани со децени па и 100 години. Туку збориме за овие нови современи кои содржат жива, кои содржат разни квасци и слично. И потоа, што се случува? Алергии кај децата. Но, драги мои, ние имаме и дневна политика, па одиме и со весниците да видиме што ни донесуваат. Насловна страна на Нова Македонија. Горната камера, ве молам режија, благодарам. Деновиве кога дојде Нимиц, министерот за одбрана на Кина беше во посета на Македонија. Таа посета некако беше маргинализирана, не беше премногу напумпана, дали од хиерархијата на посетата, но ова е многу значајно и драго ми е што Нова Македонија го акцентира на насловната страна. Што се крие зад текстот е на Александар Србиновски. Што се крие зад посетата на министерот за одбрана на најмногубројната армија на свет? Да, интересно е што министерот за одбрана има армија од 2,5 милиони војници, а дојде во земја од 2 милиони. Тоа е малце шега една што се врти во, да речам, новинарските кругови. Посетата на кинескиот министер за одбрана генералот Лијанг Гуангли мина тивко и практично незабележено од домашната јавност. Да беше во посета на Македонија секретарот за одбрана на Соединетите држави Леон Панета, тоа сигурно ќе го пренесеа сите светски медиуми, а во нашите пак ќе имаше долги и сеопфатни репортажи од што ќе се излекуваа заклучоци за безбедносно-политичката важност на Македонија на Балканот и Европа. Но да се вратиме на насловот. Кина ја става Македонија на својата мапа на Европа. Зошто е ова значајно, драги мои? Гледате дека сме во моментов под уцена. Сменете го името, а со тој идентитетот, ако сакате да влезете во НАТО, во ЕУ. Македонскиот народ не е спремен да изврши самоубиство. Тоа е, како да ви кажам, види, ќе те пуштам у диско, ама ако се убиеш себе си. Буквално у таква ситуација сме ние македонскиот народ. И сега ти му викаш, ало бре, жив сум, здрав сум, пушти ме да влезам. Не си дотера, не веќе се дотера. Не си ова, смени ја личната карта. Не можам да ја сменам личната карта. Па добро, тогаш самоуби се, па ќе те пуштам внатре. Не ќам да идам. И сега другарите ти викат, за нигде си, не влегуваш од диското, не ќеш да се забавуваш како ние другите што се забавуваме, зошто си таков? Во овие моменти
Бидејќи, зошто ни е клучно НАТО? Затоа што мозокот ни се пере дека НАТО исклучиво може да ја гарантира безбедноста и опстанокот на Република Македонија. Но ние не влегуваме, затоа што од нас се бара да извршиме самоубиство. Они сепак, нели, да бидеме коректни, не бараат да го промениме името, туку да го решиме спорот. А спорот се знае како се решава со промена на името. Јас сум рекол, драги мои, све ќе сменам, пол ќе сменам, име не менјам. Како менјањам пол, шо ти е тебе? Ништо не менувам. Каков сум, тако сум. Каков Господ ме дал, ја нема да менувам. Господ ако ме смени, тогаш во ред. Ако Господ одлучи да ни го смени името, нека ни направи колективна лоботомија, тоа он го може, нели? Господ може тоа, бидејќи он креирал све, и универзум, и луѓе, и се на светов во универзума, па нека ни избрише од памет и да рече: не сум ја Македонија, шо си ти? Јас сум џоаминитанец. Што сте вие? Џоаминитанци. Решен е проблемот. Али, Дедо Боже, избриши ни се што имаме од глава за Македонија. Ја прифаќам тогаш. Нема што да прифатам, бидејќи, но додека имам свест за Македонија, за македонците, за моите предци, ја не можам ништо да сменам од тоа. Ниту па ќе се согласам ако некој друг го смени. Дури ако се договорите сите вие да го смените името, ја нема да го менувам. Знаете како? Као религиозен човек во време на комунизмот. Така, не смел да иде во црква, не смел да се крсти, не смел да кажува молитви, но кога ќе легнеш и кога ќе ги затвориш очите, никој не може да те спречи виртуелно во себе да се прекрстуваш, да ја кажуваш Исусовата молитва и никој не може да види. Бидејќи никој не може да ти проникне во твојата глава и во твоето срце какви се твоите убедувања. Дури ако си спречен со сите средства, ништо од тоа да не можеш да демонстрираш. Затоа е добро што Кина на некој начин станува заинтересирана за Македонија, што е дополнителен импулс. Ова се големи игри. Овде други аналитичари ќе ви кажуваат, но мене ми израдува. Само една работа, да не се лажете. Јас сум проамерикански и про-НАТО тип. Така, порастав со тие убедувања. Но, бидејќи не ме пуштаат у тоа диско да влезам, ја не им станувам непријател на тие диска. Но, велам, па чекај, јас сакам да продолжам да се забавувам, идам во друго диско, така? Не ме пуштаат у МНТ, идам у Силекс. Крај на програмата. Не ме пуштаат у Силекс, идам у Хард Рок. Мое, така, идам во Колосеум. Идам, како се викаше она у центар? Клуб 69 што беше, сега го сменија. Демит. Whatever. Значи, мораш да си најдеш чаре. Не можеш без тоа. Затоа е ова добро и интересно и затоа вака оваа моја тирада од муабети, затоа што е важно. Затоа што е важно за нас да бидеме во перцепцијата на големите сили. Се надевам дека и министерот за одбрана на Русија ќе дојде, па и на Индија, па и на Бразил и така натаму и така натаму. Зошто? Затоа што ако ги играме имаш повеќе пријатели. Знаете во мало кои деца јадеа ќотек. Оние што немаа другари постари. И то не е еден, да ги имаш повеќе. Од тоа е мало Васе, од мое мало Васе, од другото мало Звонко, од третото мало Аце Хебла, Ѓоле Курбла и со сите нив си окей, и ти си шеташ члан библиотеке, сите на корзот те поздравуваат, моличу фино. Да, тоа е Нова Македонија и тоа е главното. Нашите научници и нанотехнологијата и Македонија учествува во изумите за лекови против тешки болести. Тоа е уште еден интересен наслов на насловната страна на Нова Македонија, која се надевам дека ќе ја видиме. Да, еве. Потоа, предвремените избори не зависат од желбата на Црвенковски. Груевски и Ахмети ќе одлучат кога ќе одат на нов изборен мегдан. Делови од Охрид се распродаваат како старо железо, значи додека се најде купец за некогашниот хемиски гигант. Што имаме друго?
Светско првенство во ракомет за нови победи треба подобра одбрана. Нашата мрежа мора помалку да се тресе. Некој интересно е дека Шундовски рече дека не дава изјави за новинарите. Интересно, ја ќе ви кажам дека за некои новинари за каналот на општина Карпош има изјава дадено и тоа денеска. Таа ми стигна, зошто прави такви политички сегрегации, навистина не ми е јасно и не знам дали воопшто е потребно. Инвестицијскиот бум ќе се врати в година. Утрински вестник на насловна страна. Се уште трае неизвестноста за нови вложувања. 50,6 милиони евра странски инвестиции во 2012. 7.000 нови вработувања од досегашните инвестиции. Како ќе изгледа Европа во 2035 година? Арго го победи Линколн на Златниот глобус. Арго е филмот на блокажа. Арго, Арго, what a fair... Арго. Сега ќе го најдеме Арго. Еве го Арго. Бен Афлек, де? Еве го. Лепиот дечко конечно успеа да отшлајфува неговата кариера кој идеше праудолу во бездна од Перл Харбор па наваму конечно успеа да дигне глава. Но еве сака да се наметне и како сериозен актер и режисер. Со Исланд почнува вистинското. Денеска немаме ракомет, но затоа утре ќе има ракомет, но нема да има и јади бурек, барем така ми рекоа, затоа што во доцните часови започнува надпревар од светското првенство кои гледачите ќе го гледат. Само една ќе прерипаме јади бурек, се надевам дека останатите изданија ќе бидат во ред. А ова како ќе изгледа Европа до 2035 година, исто така на виралните мрежи доста се коментираше. Според анализата ја дава ЦИА, но муабетот го анализираат русите. Зошто го вадат ова и сега навистина прилично песимистички за Македонија. Значи, до 2035 година ќе се случи политичко обединување на Албанија, која освен Косово може да добие и делови од Западна Македонија, што е повеќе од веројатно, сметаат руски експерти на основа на документите на Американската централна разузнавачка агенција. Значи, не може да се каже дека ова само ЦИА го кажува, туку ова се руски експерти кои анализираат документи од ЦИА и ги донесуваат овие заклучоци. Зошто руски стручњаци заклучуваат вакво црно сценарио за Македонија, навистина не знам, но во секој случај ја би сакал со русите да имаме добри односи, но никогаш во историјата не била тараба за подпирање. Жал ми е што србите сметаат дека им се големи сојузници, но за 40 милиарди ги заќутаа русите и дозволија бомбардирање на Србија од страна на НАТО. А да не зборам за укинување на Охридската архиепископија пред 3-4 века, која благодарение на иницијативата на грците и турците ја укинуваат, но заднината за тоа стои да се укине најстарата архиепископија за да доминира Руската православна црква во православниот свет. Но добро. Како компромис за Турција ќе дојде политичко обединување на Албанија, кој освен припојувањето на Косово, значи Турција ќе стои зад политичко обединување на Албанија, кој освен припојувањето на Косово, може да добие и делови од Западна Македонија, што е повеќе од веројатно, доколку се земе во предвид дека населението на таа земја 30% се албанци, пренесуваат руските сајтови. Тие направија карта како ќе изгледа Европа во 2035 година, според која ќе исчезнат Босна и Херцеговина и Белорусија, додека во исто време ќе биде формирана голема Албанија. Да. Една работа не кажуваат русите, дека московска џамахирија ги очекува во наредните 50 години, бидејќи жителите на Руската Федерација од муслиманска вероисповест ќе бидат преку 50% во наредните 50 години. Бај-бај!
Тоа беше утрински вестник. Вечер, денар за Бранко. Младите социјалдемократи бараат оставка од Црвенковски. Тој продолжува со улична демократија. Има голема конфузија, бидејќи доста од многумина од раководството го поддржа Црвенковски во неговите улични протести и уличната демократија, затоа што смета дека ова е фашизоидна, тоталитаристичка, нелегитимна власт која за 6 години 3 пати добива на избори кои целата светска јавност ги прогласува за легитимни и легални. Не се. Она што збунува во целава приказна е неговиот цврст став да не се иде на избори ако не бидат локалните избори и парламентарни. ВМРО ДПМН нема намера овој пат да му угодува на Црвенковски, како што му угоди пред 2 години, кога дозволи парламентарни избори и му дозволи да си го продолжи собственото владење во СДСМ. Овој пат остануваат редовните локални избори, на кои премиерот повика целата меѓународна јавност во максимален број да дојдат како обзерватори да ги наблюдуваат целиот изборен процес. Она што збунува сега е следниот проблем. Во неколку општини СДСМ е прилично јак. Куманово, Карпош, Охрид и така натаму, Струмица. И сега што се случува? Се случува тоа дека наредбата од Црвенковски е да не се иде на избори. Но избори ќе има. Тие се законски, тие се уставни, тие се легитимни и нема никакви забелешки од меѓународната заедница. Овие луѓе кои си нашле и работа, и бизнис, и своји политички и бизнис интереси, сега треба, заради волјата на Бранко Црвенковски, да го напуштат сето тоа, да се откажат од она што успеале да го направат за граѓаните, да остават, сепак некои освојуваат и по 2 мандата и тоа треба да се почитува. Значи оставиле некаков печаток и направиле нешто штом граѓаните ги бираат. И сега им велат нема да идеш на избори. На избори нема празен простор. Некој ќе биде избран. Ако Заев не излезе во Струмица, ќе излезе некој си Петко и Петко ќе се ги освои изборите. Со помалку гласови, вака или онака, легитимноста ќе си има. Како тоа ќе се реши, навистина никој не знае во моментот. Но она што стигнува е дека од Охрид дека нема да има дека ја поддржуваат раководството на СДСМ во осудата на власта, во осудата за парламентот што се случувало, ваков е, онаков е, ВМРО-вците се ружни, не знаат да читаат и се тоа, знаеш, она нивно припукување, но дека на избори ќе идат дури ако треба и самостојно. Неколку минато Бузлевски тоа веќе во ресен го најави и го направи, заради што беше и експресно исклучено од СДСМ. Дали сега ќе гледаме една серија на исклучување каде што Бранков пашалук на крај ќе остане од целата приказна. Океј, тоа е тоа, секој со својот памет. Еве уште еднаш да одиме со оние теми на страница 5. Ова младите социјалдемократи бараат оставка од Црвенковски. Тој продолжува со улична демократија. Денот на изборите 24 март е далеку за социјалдемократите. Во Бихачка се уште не дефинирале дали ќе поднесат кандидатура до ДИК. Ем иска, ем не им стиска. Пак да бараат доверба од граѓаните. СДСМ ги игнорира апелите од меѓународната заедница. Њујорк е далеку, но не кивајте. Свинскиот грип е близу. На стартот од годината грипот се шири. За првите 2 недели од јануари во Македонија регистрирани се над 300 грипосани, додека во Србија има 13 лица болни од свински грип. На Косово 37 годишна жена почина од вирусот H1N1. Нов контингент на АРМ заминува во мисија на ИСАФ. Листа на чекање. Македонци за гурбет,
се потепаа кој повише ќе иде. Нека одат, нека се вратат живи и здрави. Океј, драги мои пријатели и пријателки, да, одржана 17-та мичуринска средба, паричката за Василица падна кај Зоран Џорлев. Браво, Зоки. Новите автобуси трошат повеќе, но загадуваат двојно помалку. Старите автобуси трошеле 39 литри на 100 километри, новите 42 литри. Новите автобуси пак двојно помалку испуштале јаглерон моноксид и 3 пати помалку азотни оксиди и невидлива прашина. Државна помош за нафта во предпријатието. Градот со препорака до управителот сам да реализира дел од активностите. Нема пари за паркинг на гробиштата во Бутел. Океј, има доста теми, но најинтересни се темите што вие ги наметнувате и кога ги објаснувате што се случува, како се случува, зошто се случува, што ќе правиме, како ќе правиме. Само да ви кажам една работа. Памет во глава, чувајте си автомобилите. Не треба многу, 2 милиона, преку 2 милиона луѓе веќе го виделе ова. Неќев, одамна го гледам, но неќев да бидам јас, после, мајте обично викаат, зошто кажеш вака, ќе научат. Значи, преку 2 милиона луѓе веќе го виделе ова на YouTube и се шири и кај нас. Ја ви кажувам, за да си берете памет, да не останете без автомобил. Погледнете какви добри финти измислуваат и едноставни, секој што може да ги направи. Океј, тука сме. Драги мои пријатели и пријателки, само единствено не ви го прикажав дневник, да бидеме коректни спрема луѓето кои ни ги испраќаат, и вест, дневник и вест. Вест одиме ја има прекрасната Джени Ферлопес. Така се вика? Джени Ферлопес. Джени Ферлопес, која се дружеше со Шонко Нери и Џонтра Волта. Ни матка нема доволно струја за Скопје 2014. Беверли Хилс, актерката и пејачка Дженифер Лопес позира во тоалетата на Зухаир Мурад на црвениот келим златните глобуси. Сатребиен. Значи се за модата на златните глобуси. Океј. Многу струја трошело ова. Бре. Ова ме потсеќа на познатата колумна, една од легендарните на Лабина Митевска за Утрински весник пред многу години, кога многу загрижено се осврна на тоа дека крстот на водно трошел многу струја и не требал да троши затоа што Ајфеловата кула ја гаселе навечер. Сега што две сијалички на Ајфеловата кула трошат повеќе струја од што сите сијалици на крстот, тоа никому ништо, но ете, некој си каже за да се додвори на тогашната власт, а сега е исторен знаменоносец на нашето Министерство за култура. Пред истекот на рокот Аман собра 11.000 подписи. Паричката кај СДСМ поцврсти во бојкотот на изборите. Лидерот на партијата Бранко Црвенковски беше во придружба на сопругата Јасна и синот Љупчо. Традиционална василичарска прослава. Фондот за здравство ќе расправа за случајот на малиот Јован. Детето што се разбуди од кома чека поддршка од државата.
а Ачибадем Систина доби донација од 860.000 денари. Ова е интересно кога приватна институција ќе добие донација, но ова е нешто многу нормално во развиените земји, бидејќи дополнително ваквите болници, клиники, институции го подигаат нивото и квалитетот на општото здравство. Значи, донатори има и за државни, но и за приватни клиники, луѓе кои наоѓаат, кои биле лечени или кои наоѓаат дека сакаат да помогнат на некој начин, бидејќи не е важно дали е некоја клиника државна или приватна, важно е нивната мисија и функција. Значи, клиничката болница Ачибадем Систина доби донација од хируршки инструменти наменети за минимално инвазивни кардиохируршки интервенции во висина од 860.000 денари. Донатор на инструментите е доктор Серџан Керим, председател на управниот одбор на Медија Принт Македонија. На доделувањето на донацијата доктор Керим објасни дека средствата кои ги донира за болницата се од неговата почината мајка. На 20 години заминав од дома, финансиски и комплетно се одвоив од родителите и не знаев дали и колку ќе имаа средства. Лани кога почина мојата мајка наедов книжка и средствата од неа одлучив да ги донирам на болницата Ачибадем Систина, рече доктор Керим. Браво. Браво. И јас лично би изреагирал, навистина убав гест. И дневник насловна страна, телефоните режија во меѓувреме, бидејќи ги отвараме, нели? Косово бега од своите бегалци од Македонија. Околу 22 милиони денари годишно издвојуваме за вкупно 713 бегалци кои побараа заштита во Македонија во времето на косовската криза. Приштина добивала странски пари за изградба на домови за тие бегалци, но на терен не направила ништо, а не го потпиша нито меморандумот за доброволно враќање што лани го иницира Македонија. Искра Коровешовска е текстот, автор на текстот. Поради изигрување на законот, одземени лиценциите на 5 нафтени компании. Без дозвола за работа остана Алма Комерц, Еми Петрол, Европетрол, Диме Петрол, додека Пуцко Петрол ги загуби лиценциите за трговија со Евросупер, БС95 и Евродизел. Нема лабаво. Ги бойкотираат изборите, ама се рекламираат за градоначалници. На Facebook профилите се поставени фотографии од посетите на кандидатите на СДСМ на одредени места и делови на изборната програма, иако партијата најавува бойкот. Инаку тоа е и надвор од правилата за изборна кампања, бидејќи таа се уште не е почната. Што, зар некој ќе мониторира што се пишува на Facebook? Facebook не е под контрола на Државната изборна комисија. Како ќе се контролира Facebook? Ве молам, има ли некој малку постручен да го објасни тоа? Надвор од умот. На Цукенберг ќе му пишуете, ќе му доставувате фактури. Кандидатурите ја празнат владата. Реконструкција ќе има, рокади на ресори неизвестни. Човечки е да се повлечам од функција без оглед дали ќе добијам или изгубам на изборите. Не се враќам на министерската функција, бидејќи ги почитувам демократијата и волјата на граѓаните. Сметам дека ова ќе биде и партиски став, вели министерот за локална самоуправа Невзат Бејта. Браво, Бејта. Ете, тоа е тоа. Режија, како сме со гледачи, отворени се телефоните. Темите, не ви наметнувам лично јас некоја тема, ова се што го прикажавме денеска или емитувавме или оне што сметате вие дека е. Океј. Добро вечер, повелете. Ало? Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Да, повелете. Вака, ако случај влезе во диско, знаеш кој ќе забавува? Како, ако влеземе каде, извини? Во диското. Она за НАТО. Добро, што ќе се случи? Знаеш кој ќе биде главен што ќе забавува внатре? Не знам кој ќе биде. Бранко, денеска видовме го био лавдавна. Добро, малце на шега беше тоа, некој го измонтирал и така натаму и така натаму. Добро, каков ти е ставот? Што мислиш, ќе влеземе ли во НАТО? Ни треба ли да влеземе во НАТО? Што да направиме за да влеземе во НАТО? Веќе направиме се што мислам дека треба. Тоа си во право. Али не сака, така да ова со Кина, со тие работи ми се ја.
менување имиња, презимиња, идентитети, тоа не доаѓа во предвид според тебе? Не, тоа никако. Мислам, тоа си е запишано уште. Си запишале кои сме, како сме уште пред 2000 години. Има и црно на бело, Библија си има. Амин. Си се знае. Амин. Така е, така е. Добро, ти благодарам малку на шегата и доброто расположение. Вака само... У диското ќе има ли шипка и кој ќе биде на шипка? И тоа е прашање интересно. Повели. Па тој што пее, тој ќе си биде после, си прави шоу нормално. Ќе има и други. Добро, добро. Тука може десната рака. Левиот джеб. Добро, тоа веќе си ги бива. Сега да ги видиме за во диското како, али според ова што го видов сега, ги бива и за тоа. Океј. Ако е тоа се, ја ти благодарам за јавувањето. Би било убаво, поздрав, пријатно и лека ноќ. Пријатно. Би сакал некој да ми објасни, или да објасни на јавноста. Ја разбирам бојкот, бојкот, протести и така натаму, тоа се легитимни работи во демократијата. Некој сака во парламент да ја спроведува, некој на улица да ја спроведува. Океј, ме интересира сега, ќе се кандидираат ли, ќе идат ли на избори, не знам, градоначалниците на Охрид, на Карпош, на Куманово, на Струмица? Стварно е нејасно малку ситуацијата. Мислам, еве, за нас обичните наблюдувачи, но еве вие што сте партиски определени, например. Како гледате? Треба ли да се иде, не треба да се иде? Зошто да не се иде? Зошто да се иде? Тука малце и како да има некоја... Не знам. Океј. Добро вечер за следниот гледач. Повелете. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. Вака, јас како тебе сум проамерикански настроен. Па би сакал една констатација со граѓаните на Македонија, со твоите гледачи да им кажам, што ги чека кога Македонија ќе влезат во Европска унија. Тоа многу мина не го имате објаснето, ненамерно или од незнаење. Прво ќе се изедначат многу цени со европските цени, како на пример струјата, кој сега кај нас е со некои фамилии и како повеќето не може да излезат на крај, а кога ќе влезат во Европската унија, да, мора да се нивелираат цените на струјата. Барем 4 пати поскапа ќе биде струјата. 2,5 пати, са тие што плаќале 2.000 ќе плаќаат 5.000 или 6.000. Значи прв факт е тој, да знаат луѓето што ги чека. Да, ама велат дека и платите ќе пораснале толку. Епа, Јанко, гледам во соседството какви плати покачија и последните што се примени во Европска унија, да не ги нагласувам. Бугарија и Романија не им се покачија нешто многу. Така. И ако на тоа се додаде фактот дека Европската унија јавно забрани давање субвенции на земјоделците кои одгледуваат тутун и производи од тутун, значи ако екзистираат околу 300.000 семејства или поединци во Македонија од тутун, значи автоматско нема добивање субвенции. Значи еве тука уште една група голема на сиромаштија. Плюс она друга група што не може да плаќа струја. И баг има други цели што ќе се земначат што јас дури не ги знам што идат како идат. Видиш, стално го забораваме тоа, ама велат оние што бранат дека да ќе се покачат, но дека многу пари ќе се слеле, дека многу пари ќе има повеќе, дека ќе има повеќе работа. Значи Европската унија е тотално во криза и самата е во конфузија, дали ќе има пари лет, тоа е мас од две острици, едно. И второ, лудилото за да престане со ова промена на име, значи луѓето кои ќе знаат што не чека во Европската унија, е редно како што и секаде треба да има референдум за ли се граѓаните за Европска унија и колкав е процентот. Ако ги знаат овие податоци, ќе видиме дали ќе имат и 51%. Но за да има и референдум за да бидеме америчка држава, јас сум за тоа. Значи таму се автоматски во НАТО, значи автоматска паричница долар и престануваат сите игри околу името, околу злоупотреби, поделби, уцени, закани и такви работи. Значи, потполно си во право. Дали знаеш дека оддалеченоста на Хавај до Вашингтон и од Вашингтон до Скопје е иста? Да. Добро, ти благодарам за јавувањето. Благодарам за вниманието, пријатно. Поздрав и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. Не би сакал вечерва многу
да коментирам. Нешто коментирав за Бранко, за партијата негова. Веќе откако постои бурекот, само една молба имам. Хитот "Где си, Рамо, друже", уште еднаш да го пуштиш. Те молам јако. Ама овој пат за Обама ќе го пуштам. Не бе, Обама. Што имаме врска ние со Обама? Како немаме врска со Обама? Бране пухит, ало. Ти благодарам за јавувањето. Ајде, Лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Може ли едно прашање до Јанко Јади Бурек? Повелете, кажете, во програма сте, ве слушаат гледачите. Вака, до кога ќе прекинете да го зборувате Бранко Црвенковски? Добро. Мислам дека овде е главна тема. Добро. Друго ништо не знаеш да кажеш освен Бранко Црвенковски, СДС. Тоа ве лути, многу ве лути? Не ме лути, многу туку ме лути таа. Ме лути таа што си профамаровски ориентиран. И тоа многу те лути? Мене многу не ме лути, ама ги лутат другите граѓани. Добро. А како треба да бидам ориентиран? А не треба да бидеш партиски ориентиран. Па Во ја не- твојата емисија само СДС и Бранко. Ништо друго јас не слушнав. Добро. Многу ми е жал што не сте слушнале и друго. Еве, и вие придонесовте да збориме вечерва уште за Бранко и СДС. Можевте да збориме за нешто друго. Еве во моментов 7517 километри од Хаваи до Вашингтон. Еве. И од Вашингтон, ајде да речеме од тука вака, цирка до Македонија 8000. Значи за 300-400 километри да не правиме ситница. Значи Пол Волерс морам да распише референдум дали е Македонија да се приклучи кон Соединетите Американски држави, да се изјасниме како граѓани, да подпишемо yes и да седнемо да возимо пинк кадилак и да накриваме кап. Па после ќе се убиваме ќе се тепаме со пиштоли ово она, као да е по нешто по. Добро? Добро. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте, господине. Добро вечер на цела Македонија, сите што го слушаат. Сакам да зборувам за лицето кое што не сакам да му го спомнам името, како на ѓаволот што не му се спомнува името, така и него не треба да се спомнува името. Сакам да кажам за за неговите планови што мислам дека ќе следат, што ќе му бидат наредни. А инаку сум од Прилеп, утре ни доаѓа во Прилеп, па пробуваме ние совесните граѓани како да го истераме од градот и како кој да дојде и ни носи со малери несреќи. Ја мислам дека имате погрешна перцепција. Вие прилепчани се покажавте годиниве како најдобри туристички домаќини. Организиравте она пиво фестон, море гости, по стотици илјади примавте, а камоли 2-3 илјади. Па затоа добивме награда за најдобар настан на годината од Алал нека вие. И сега, бидејќи Бранко ќе дојде со другари од Куманово, од Струмица, од Охрид, нели, за да се напуни. Па седам на влезот на градот. Да направите малку скара, пиво, ово, она, и бизнис да истерате. Не. Знаеш каква е ситуацијата, да ви кажам, да ви опишам. Седам на влезот на градот. Кога беа последните избори, кога се донесе, пред 2,5 сати пред изборите, во центарот на градот немаше повеќе од 1000 души. Пред полсат пред градот, јас, кога седам на почетокот на градот, на влезо, беше блокиран од автобуси од цела Македонија. На протест, тоест митинг на Прилеп на СДСМ имаше се освен прилепчани. Тоа е баба ми од 85 години го знае дека членството во Прилеп на СДСМ е се помалу. Ама ја викам ако, вие гледате, пази, ИТРПО, прилепчани, вие сте најголеми мајтапџи. Од вас
По-паметни луѓе у Македонија ретко се сретне. Ја викам, искористете утре, нека биде масовно и распавтајте скарите, пивата, извадете, истерете камче. Слушај, па дадено е овде камче, она, да не идат со оние најлончињата сендвичи, кој им замириса тоа скарата, весело ќе биде? Јанко, со таков човек не може да прави забава скара. Со таков човек можеш да сакаш да го отепаш брат. Видиш што ги тера македонскиот народ да оди самиот подписува, да брат мала. Тоа ако беше нешто земање на власт во собранието, да знаеше да собранието му беше левата страна, а не му беше право да се тепа со граѓаните, да направи бунт. Но друго сакав да кажам, по моје мислење, што му се следните чекори на Бранко, ме прекинам. Само кратко ќе бидам. Едниот чекор, по моје, мислам дека сега ќе побара оставка од пратениците од СДСМ од парламентот. Тие се некаде околу 40, не знам колку точно е, нема да речем 40, и со поднесувањето на нивната оставка ќе се дојде во собранието, има 80 пратеници. Не знам какви се законите, дали може собранието во таков случај што ќе прави, дали ќе распише избори само за тие 40 пратеници што си поднесле оставка, или за цело собрание. Значи, не знам какви се тие условите, мислам дека тоа му е следниот чекор. Но сепак, мислам дека и тоа нема да му успее. Другиот чекор што по моје е поверојатен, Бранко Црвенковски како лидер ќе речи нема да одиме на избори, ќе се повлечиме од избори, но сепак каде што сте сигурни втините, како што речиме Струмица, Скопје, Карпош или Охрид, во таквите избори каде што и општина може да победи, ќе ги пушти како поединци, како самостојни и ќе речи ние од СДСМ не одиме на избори, на тие случаи сами и ние ќе ги поддржиме. Усвои пак СДСМ ќе оди на избори, во тајно, а во нетајно, тоест пред Европска унија и сите овие отстрана, не, ние не бевме избори, власта е доби, власта сега сама работи, власта ово. Значи, само на таа карта. Знае дека Бранко Црвенковски, дека со регуларни избори, како што му рече премиерот, дека на регуларни избори, кој сакате, од каде сакате наблюдувачи, како сака, се. Само да излезеш на избори, да видиш дека немаш власт, дека губиш власт и од своето членство, тој е доволно на политиката, искусен е, ако почнува да личи на болесен човек, знае колку му е сатот и мора да изигра, да се повлечи, само така би останал на власт. А тој за власт ќе даде и газ. Тоа се види и нема друго што да речем. Да го зачуваме дигнитетот на нивото на дебатот. Зајавување би било кога Македонија ќе биде на првите 3 места на светското првенство во ракомет. Добро, благодарам за јавувањето. За ракометот можеме и да отвориме посебна тема. Утре вечер нема да има емисија. Одиме со уште еден гледач, па имаме јавување from Washington. Не слушнаа дека сакаме да се споиме со Америка и веќе имаме реакција од Пентагон. Добро вечер. Добро вечер, Јанко. Повелете во програма сте. Се работи за Европска унија, Јанко. Повелете? Имам добро познаен за Европска унија, зашто живеев во една од државите на Европска унија и скандинавска земја, и која се гласаше на референдум за влегување во владата, распиша референдум за Европска унија, беше разликата во гласачкото тело од 0,8%. Толку низок процент разлика? Да. За и против? За. Беше само така, беше, да кажеме, 5,8, минимално. 49,2, така беше. Ако не е тајна, која земја тоа бил? Кралство Шведска. Шведска. Да, ве свате. Кога се работеше за влегување во монетарната унија, Добро. Исто имаше за референдум, исто беше многу тенка границата помеѓу да се влезе во монетарна унија и да не се влезе. Меѓутоа имаше многу дебати. Тоа беше една социјалдемократската партија на власт и имаше јак премиер, се викаше Горан Кагенас, вика така него Јоран Персон се вика, да, лично сега е во пензија. Ја поврати Шведска на нозе, затоа што беше во дугои, никој не, мислам во Европа, не се знаеше за тие работи, во долгои беше. Така имаше кредитен рейтинг спуштен на А имаше А.
првата скала на кредитни рейтинзи што воопшто може да се добие. Беше многу популарен тогаш во Шведска, затоа што Шведска врати еден нос. Меѓутоа се случи да се гласаше не за еврото и направија прав потек. Многу од нашите граѓани многу малку знаат како делува Европската унија. Јас студирав точно за Европската унија право во шведските универзитети. Видите, кога ќе се изгласа некој закон на ниво на Европска унија, тој се дава директива од Европска унија во членките на Европската унија. И тој закон треба да се внесе во законодавството на членките на Европска унија една година од изгласувањето на законот во парламентот на Европската унија. Во колку доместицијниот парламент не го изгласа тој закон, тоа се имплементира во законодавството, како да кажеме, директно. Значи, повеќе домашниот доместицијниот закон не важи законот од Европската унија. Дали сакале тоа или не го сакале. Сега, на нас ни предстои, мислам, подолг пат до регување, дали ќе влеземе, тоа е прашање, но има толку точки, толку закончиња и закони, навистина не сме свесни што има позитивно и што се негативно не чека. Затоа што информациите кога се работи за Европска унија, обично нашите луѓе как не наседнуваат, него тоа за обични власти. Исклучиво позитивната страна се гледа, но не се гледа дека има тука работи кои ќе бидат прилично болни резови во општеството. Не болни, ќе бидат страшни. Мислам, како што го знам менталитетот на нашиот народ, дека слушаат 3000 евра, например, има плата, а не знаат колку се трошоците фиксни секој месец. Не само тоа, него, например, сите ресторани ќе мора да престанат да работат на скара. Тјумур никако. Една многу работи, например. Зборам смешни. Но интересно беше дека еднаш премиерот кога го прашаа на едно интервју, рече вака: има многу негативности приемот во Европската унија и криза и така натаму, но ако би извагале се и лошото и доброто, повеќе има корист Македонија да влезе во Европската унија. Види, Јанко, ја не можам тоа да го тврдам. Тоа сепак се подолгодишни политики. Се работи за многу други проекти во позадината на тоа. Кај нас, мислам дека нема една здрава интелектуална база за многу тие работи да се дискутираат, што се како. Тука се согласувам. Молам? Тука се согласувам, нема здрава интелектуална база. Или се поларизирани за или поларизирани против, некритички гледајќи ги сопствените ставови. Ние стварно не можеме да ја согледаме вистинската слика за Европската унија за или против, токму од реални интелектуалци кои би ја говореле она реална слика, би ја предочиле до нас. Што не чека? Ја согласувам со вас, нас ни се наметнува став како обични граѓани да не можеме да некојаш да гледаме објективно на работи. И тоа што објективно веќе, ова популарно кажано, во тоа објективно се навлегува во спинови. Така, во спинови, точно. На некој начин ми е жал за секојдневното живење на луѓето што се овде како нас, секојдневно по некакви притисоци, огромни притисоци. Така. Добро, убаво кажано, ја навистина би сакал во животот да сретнам и мислам дека имам добра идеја кого би можел да поканам како гостин вака да говори вака како вас. Не од партиска перспектива, туку од реална човечка перспектива на реалноста на состојбата, за да добиеме некоја навистина слика која е вистинска, која ја одразува реалната состојба, а не само подобностите на некои си виши интереси и така натаму. Туку што ние како луѓе можеме да очекуваме во животот. Ја ви благодарам за јавувањето. Повелете, пријатно.
Благодарам уште едно, се надевам дека и друг пат ќе се јавите. А сега, драги мои, јас се запатувам за Вашингтон. На линија го имам Цветин Челиманов, дописникот на Мија од Вашингтон. Цветин, среќна нова година, среќен Божик, среќна стара нова година, водици, топтан, све на купче. И не знам, за Мара Бунева атентатот дали се слави или... Добар си. Добре, вие пак зборите против Европа тама. Добро. Режија, дали ви е добар звукот? Се слушаме? Се слушаме, одлично. Да. Гледам Пак нешто. против Европа зборите, а? Значи, знаеш како, Цветин, започна муабетот околу пак моја теза. На Google Maps покажав дека од Вашингтон до Хонолулу има 7600 километри, од Вашингтон до Скопје скоро исто толку. Така Така сум да- сврзан од погрешна насока. Значи, ти си на добра насока и би требало да ни бидеш... Значи, бараме референдум за приклучување на Република Македонија кон Соединетите Американски држави. Ајде да прашам, има петиција. Ајде да прашам. Колку подписи може да собереме? Имаше нова петиција, не знам дали ја фати. Сега праќаат до Обама какви сакаат петиции, нели Тексас да излезе, кој да влезе. Имаше една најнова побарала од Обама да ја направи звездата на смрт од Star Wars. Да, буквално бев шокиран, успеале да се соберат, да побараат, да ја создадат звездата на смртта. Ја има, ти се спремен биш. Јас сум подготвен, ја бев еден од оние подписници кои побарав да ја направи. Ти се подпиша. Дали виде одговорот на Дарт Вейдер на Твитер? Не, што вика? Значи, Дарт Вейдер веднаш одговори, вика, председателе, голема грешка правите. Вика, кој не би сакал да има оружје јако со ласер, да може да уништи цела планета. Па дај да собереме ние за Америка 35.000 подписи, па ако проеде, не го знаеш. Слушај, со сите мани и доблести, ама фантастична работа е кога една огромна земја, со огромни проблеми, и која има политика на такви нивоа, значи од социјала до висока политика со сериозни конфликти, да може да одвои време и за современа поп култура, мене ми ја згреа душата. Искрено да ти кажам. Во администрација пола од активностите се поп култура. Значи сега ги чекаме Бионси, Кейша, сите не знам ја пола од луѓето за инаугурацијата на Обама, значи навистина. Вчера беше Бил Клинтон на Golden Globes на представувањето на филмовите, за неколку дена ќе бидат циркузи тука во... Сам претворен во шоу бизнес, дефинитивно е шоу бизнес претворена политиката. Ова ќе биде еден од најголемите концерти фактички, не е инаугурација на преседател, туку ќе прават концерт во центарот на Вашингтон со пола милион луѓе, со... Значи, Бионси, Юту, поддржувачите на Обама, како и секогаш. Така? Со Бионси, Алиша Кис, таква екипа собираат. Така. Он лично ги бира. Он лично ги бира, односно сопругата ги бира. Кога се слушнавме последниот пат, беше во една траурна атмосфера, особено една толкава земја да биде во една таква атмосфера, наистина треба да се случи и тоа беше трагедија, не можам да кажам без преседан, една од големите трагедии на американското општество. Се разви една силна дебата и последното кулминираше со интервјуто на Пирс Морган на CNN со еден од радиоводител од кој е голем поддржувач на тоа на слободата да секој американец има право да си купи оружје. Тоа заврши многу жестоко, ретко со навреди, иди си, бараме твоја депортација и слично. Какви беа одеците во јавноста од овие дебати или ова интервју? Сега втора вечер го прави тоа, има петиција меѓу другото и за негова депортирање на сајтот. А утре се очекуваат резултатите. Значи една од разврските ќе биде утре. Утре треба да се предложат пакетот нови мерки на Обама, на Бајден, од председателот беше задолжен за тоа, за ограничување на пристап до оружје. Имаше средби со
National Rifle Association, значи со лоби групата за поддршка на оружјето, со луѓе што прават видеоигрици, нормално и со семејства што изгубила блиски во вакви ситуации, со организираше серија на средби, се очекува дека ќе има предлози да се ограничи големината на шаржерот, да се продолжи рокот за во кој што ти може да чекањето кое што трае процедурата. Cool down што го викаат, кога ќе купиш оружје, тоа мора да одлежи неколку дена или недели додека ти можеш да го подигнеш, бидејќи тогаш, така, подлегнуваш ти на некакви контроли и оружјето само да влезе во некаква шема на така, ако не се лажам. Значи, дури за некои типови на оружје има ситуации како кај нас. Кај нас за најобично оружје нели доаѓа полиција, дома се распрашува породнини, пријатели кои си, што си, како си. Тука тоа не важи за поедноставните видови оружје, значи за ловечка пушка, сачмарка, карабини, претпоставам, но за по-сериозни видови оружје зависи од држава до држава, ќе бидеш предмет на проверка, контрола. Но во принцип релативно е лесно да се добие. Значи ќе биде тоа серија на мерки за комплицирање на пристапот. Иако значи едно мој впечаток на пример е дека ќе биде како за марихуаната. Значи моментално марихуаната се оди на легализација од проста причина што толку е присутна што не можеш да ја искорениш веќе, не можат се трошат превише ресурси на таков маргинален криминал да вистинскиот загрозувачки криминал па не може да се излезе, така. Луѓе во затвор седат значи тоа е првиот чекор кон потешки видови на криминал, така да нели веќе некои држави ја легализираат. Оружјето тука е толку присутно што не било која шанса да се забрани или како прохибицијата порано што било, значи јас навистина не гледам шанса тука тоа да се и да се донесат какви сакаш закони, не гледам теорија да може тоа да се ограничи. Јас бев на увезуваат оружје од Европа, увезуваат оружје од Македонија. Јас бев на сајм за оружје во близина на Вашингтон, ова година. Еден човек сакав да го снимам, идам со камера, ме гледаат, нели дека сакам да ги снимам. Му приоѓам на еден од луѓето, го прашувам, му кажувам од каде сум, се представам, јас сум кој, тој, вика Македонија, вика има тугави патлижани. И сега кај знаеш за Македонија. Па американец информиран, тој малце вака, нели, ние имаме сосема друга перцепција за нив. И вика, бев по работа таму. И вика, ми шо работа, патлижани да не купуваше и престана да зборува нормално. Човекот имаше една масичка, најобична маса како твојава сега, имаше неколку картонски кутии, така, не многу големи, продаваше шаржери од калашников. Значи доаѓаат во Европа, доаѓаат на Балканот, купуваат више, значи еден шаржер од калашников, $20, без, нели, опаковка, без значи тој верувам дека ќе ми го продадеше шаржерот и без да изведам документација или било што, тоа во Вирџинија е дозволено. Во Вашингтон градот е забрането, но во Вирџинија се дозволени. Така да шаржер секако се продава како дополнителен. Но да се разбереме, ова не е нешто што американците си го измислиле новокомпоновано. Во самото создавање на Соединетите американски држави, при подпишување на тој нивниот така наречен устав, или како се нарекува, We the People of America и така натаму уставот, и така натаму третата или четвртата точка стои гласи Right to bear arms. Уставот е донесен и потоа е дополнуван. Вториот амандман се однесува на правото на поседување оружје во рамките на вооружена група, на милиција, како што ги викале тогаш групите што се борела против англиската колонија. Двете речените се одвоени, така да стои правото на поединците да поседуваат оружје. Главниот проблем, денес Обама го спомна тоа, дека тој може да донесе мерки за ограничување на пристапот до оружје на ниво на целата држава, значи не да се оди поединечно една по друга сите 50. Значи не се осмелуваат да го сменат уставот. Основните точки од уставот не се осмелуваат да пипне и до сега ни една администрација, ни еден председател. Тоа што е уште 1762 која година беше, се извинувам, 776 или се извинувам, не знам точно. Значи од тогаш една точка не е сменета од уставот. Но дополненијата амандманите се додаваат, значи мислам дека последните се некаде пред 50 на 60 години, не ме фаќа за збор, може да се промени, но многу е тешко. Треба
високо мнозинство и во Конгресот, двата дома и државите да ги ратификуваат измените, така да шансите, посебно оваа измена да помине, се нула. Обама сака да донесе негова извршна одлука, која што ќе го прескокне уставот, и тоа е моментално главниот проблем. Значи, една е оружјето, а другото е ограничувањето на моќта на Обама. Дали он може да менува работи што се со устав дозволени и со одлука на Врховен суд потврдени пред само 5 години, дека имаат право да поседуваат оружје, дали може да ја промени со едноставно негов подпис без никаква консултација со Конгрес, Сенат и други одделните држави. Можам да замислам каква возбуда е во медиумите околу сева ова, значи тензијата е изваредна. Сериозните медиуми малку се повлечени до оваа дебата, навистина беше траурна. Овие, да речеме, понесериозни вечерни емисии, нормално десничарските медиуми, секоја втора прилога дека сака Обама сака да им ги одзема пушките, додека типовите како Пирс Морган од другата страна напаѓаат дека заради тоа загрозено е општеството. Као да оружјето убива луѓе, а луѓето убиваат луѓе. Добро. Сакам малку да ја сменам темава. Деновиве во Македонија би ме интересирало твоја анализа, бидејќи не си ти само talking head, туку и сериозно ги анализираш состојбите. Да ти прочитам еден текст од Александар Србиновски, само неговата флоскула на насловната страна на Нова Македонија утрешниот број по повод посетата на министерот за одбрана на Кина. Вели, посетата на кинескиот министер за одбрана генералот Лијанг Гуангли мина тивко и практично незабележено од домашната јавност. Да беше во посета на Македонија секретарот за одбрана на САД Леон Панета, тоа сигурно ќе го пренесеа сите светски медиуми, а во нашите пак имаше долги сеофатни репортажи, од што ќе се излекуваа заклучоци за безбедноста, политичката важност на Македонија, на Балканот и Европа. Насловот на текстот е дека Кина ја става Македонија на својата мапа во Европа. Дефинитивно, значи тие кинеската моментално стратегија е изградба на така наречената ниска на бисери од Кина преку Индија, преку Блискиот Исток, Африка и Европа на трговски пристаништа. Значи во моментов се уште американците ги обезбедуваат транспортните коридори кои што на кинезите им се важни да добиваат суровини кои што ги немаат и за да извезуваат таа ефтина шкартроба што ја прават и нешта, од iPhone и да се. Така да се уште не се во ситуација да имаат воени интереси, но најдалеко што се дојдеме, да речеме, најблиско до нас е Пиреј. Половина од пристаништето во Атина е нивно. Значи тоа е се уште трговски интерес, не е воен интерес и по догледно време не може да биде, но дефинитивно, значи ние сме имаше нели посети од наша страна пред трговските да отворат кинески компании директно во Македонија, да се искористи пристапот во европскиот пазар, и кога веќе се блиско, кога веќе се дојдени практично до на неколку стотици километри од Македонија, дефинитивно дека сме во американскиот интерес како се повлекува. Значи се повлекува. Администрација посебно не е заинтересирана. Но има една интересна работа. Деновиве, значи ќе мора да ми помогнеш, бидејќи само го фатив како фрагмент. Значи беше во рамките на емисијата Voice of America во врска со македонско-грчкиот конфликт, спор, расправија, како сакаш наречете го, ја да не дадам некоја поточна дефиниција, во врска со името. Значи, на официјалната говорница, дали тоа беше администрацијата, дали тоа беше портпаролот, не знам кој е во моментов, но беше една дама, Викторија Нугов, да, која рече вака: ние сакаме, велам, пак во овие празнични денови успеав да го фатам, но ја слушнав како убаво изговара. На неколку пати повтори. Проблемот помеѓу Македонија и Грција сакаме да се реши, бидејќи Република Македонија заслужува прием во НАТО, прием во Европската Унија и така натаму. Значи Грција и Република Македонија и така натаму и така натаму. Гледаш, ја не ги разбрав
оние зборови помеѓу, но убаво ги слушнав зборовите Република Македонија, Грција, Република Македонија, Грција. И особено нели нашиот страв и комплекс дека оваа администрација нема многу афинитет спрема Македонија, па беше интересно да се чуе вакво нешто прво, а второ дали што значи ова, дали знае за што зборувам и дали има реакции во врска со ова? Тоа беше еден грчки колега кој што беше на брифингот на Стейт департментот, побара реакција од Викторија Нуланд, портпаролката, поранешен амбасадор во НАТО на Америка, за дали, значи Гркот го интересираше, значи новинарот го интересираше дали американската дипломатија ја помага посетата на Нимиц, дали притиска на двете страни, дали работа да се постигне решение. Истиот став претходно, значи ние го добивме од Стейт департментот дека треба да се искористи оваа посета, ние ја поддржуваме посетата, но ништо подсврсто, ништо посилно од тоа, да речеме некоја посета во овој. Дали во дипломатскиот јазик изговорувањето на Република Македонија, незиното уставно име, има тежина? Дали имаше реакција заради тоа? Од 2004 година не е проблем со американците. Друга работа е доколку се постигне некој договор во кој што ќе биде предвидено и билатералното име да, значи тоа некој идно име да речеме што би го заменило поранешно југословенско тралало. Они би го прифатиле. Билатерални односи, во тој случај значи ќе треба да се разговара со Америка, Русија, значи со Турција нема потреба да се разговара, но со други држави како би во иднина како би постапувал. Несериозно е да речеме и за Америка секој 5 години да менува одлука, значи да биде ПРМ, па да биде Република Македонија, па потоа нешто трето, но нели, тоа сега за сега, значи, зависи тој спор како ќе се реши, но и дали ќе се реши некогаш. Пред малку беше најавено дека ќе има нова средба на 29 и 30 јануари во Нью Йорк, значи на Јолевски и Василакис, така да ќе видиме после оваа посетата на Нимец. Дали ќе ја следиш ти? Да, дефинитивно. Но мој впечаток дека во моментов е дека американците не се нешто посебно заинтересирани да притискаат на било која страна? Че притискаат, но нели, од една страна Грција нема што да се притиска. Значи Грција е во таква ситуација што они успеаат тој впечаток да го остават дека по тоа прашање не може да бидат притискани, дека работата толку кревка што еве сега успеа да речеме неколку месеци да се закрпат, да се прикрпат, да преживеат, така. Се уште не е кренале глава, значи економијата се уште не пропаѓа, се намалува и се уште, да речеме, втора партија се комунисти, трета партија се фашисти, значи со големо Ф и со големо Ф, поред секоја анкета. А и првата партија не е свеќе за мирисење, Самарас, така да далеку се од здрава, стабилна демократска ситуација и едноставно и тоа го користи, што како што и ние некогаш во овие преговори се случувало дури и повеќе од што би требало да кажеме дека нас не треба решение, бидејќи може да имаме меѓуетнички или политички проблеми дома, и грците тоа го прават. И да велат, готови сме, береме душа, како викаат тука, се вртиме во сливникот, we are circling the drain, не притискајте, не можеме ништо да направиме по тоа прашање. Така да тој еден впечаток не го остави. Обама, нели, е подписник на една резолуција во која што Македонија се нарекува БРМ, новиот државен секретар Чекор понатаму исто така е подписник на таа резолуција, за разлика од Клинтон, кој што, не знам дали беше во Сенатот тогаш, но не го користела БРМ, Џон Кери го има користено. Така да, дефинитивно, значи, една администрација за која што, барем, множеството грчки гласачи во Америка гласаат за нив, и повеќето политичари што ги имаат истакнати на национално ниво се од Демократската партија. Така да, едноставно, но пред се ние сме минорен проблем. Значи, по моментов, надворешната политика во целина не е интересна во САД, туку се пред со овие домашни прашања, значи се случуваат. А особено со долгот на Америка, со долгот кој е посебна приказна. Значи, првата етапа ја надмина со сериозен притисок на републиканците, ги доведува во ситуација да се добие впечаток дека тие ќе бидат виновни доколку на цела Америка, на сите граѓани што с големи данокот, и на крајот попуштија во тие драматични преговори на 31 декември, значи на нова година,
Конгресот работеше до 2 сат, 3 сат, се бајле 2 вечери поред на 31 декември и на 1 јануари, изгласа зголемување на даноците за најбогатите американци. Обама сака уште, буквално следниот ден кажа дека се уште дополнително треба да се зголемуваат даноците. Републиканците се во одреден распад, во одредено расуло и моментално е вториот дел од расправијата. Американците имаат лимит на долгот на горната граница на долг од 16,39 трилиони долари. Повеќе од тоа државата не може да се задолжи. Во моментов таа граница е надмината. Од 16,42 трилиони во моментов. Прават некои вонредни мерки кои што може да им траат до крајот на февруари, почетокот на март, со кои што ќе продолжат да се делат плати, пензии, да се финансира армијата, да се... Како покажуваат ли индустријски раст државата, земјата, економијата? Да, 1,5, 1,2 пат. И тоа е благодарејќи пред се на оние јужните држави како Тексас, за кои говореше дека се во вистинска експанзија, таму каде што обично нели многу критикуваните десно ориентирани капиталисти владеат економскиот напредок е и поголем таму. Населението е младо и населението е работно, додека да речеме североистокот на САД преку старата Нова Англија до среднозападните држави, значи Индијана, Охајо, тие се нарекуваат ридџосаниот појас. Едноставно, важниот индустријски центар е Ерџосан. Овде има многу прескокнување, очигледно преку ограда, па доаѓаат Хуан, Пабло, Суарес и слични. И од север се селат на југ. Бегаат и американци на југ, бараат работа. На југот, но како целина, невработеноста стои на 8% и до пред, да речеме, 4-5 години беше 4%, значи невработеноста е дуплирана. Во изминативе 5-6 години, приближно. Значи од 4% што се смета за целосна вработеност. Значи едноставно човек што некаде најде работа не може да најде. До 8% каде што веќе има показатели. Но во бројки тоа се сериозно во милиони, сериозни милиони на невработени. Разбира. Имаше едно интересно решение за долгот. Значи во моментов Обама веќе не може да позајмува пари. Значи секретаријатот за финансии не може да издава нови обврзници. Добро. До крајот на февруари во целост ќе престане правото за издавање нови обврзници. Пол Кругман, Нобеловец, голем поборник на Обама, голем поддржувач на Обама, даде предлог. Значи тука секретаријатот за финансии не може да печати пари. Парите ги печати нормално Централната банка. Ако печатат пари повеќе од тоа ќе предизвикаат инфлација. Се разбира. Печатените пари мора да влезат на салтото на државата како вид на нов долг. Значи не можат да печатат повеќе за да се изведат од оваа граница. Но секретаријатот за финансии има право да печати монети, како ние што правевме порано. Монетата од 1 милијарда да ја отпечати. Да, и предлогот беше да номинална вредност да дадат на една паричка од $1.000.000 да се покријат за оваа година, па од платина. Но знаеш што, ја навистина ја не можам да го разберам, ја го читам, не можам да го разберам суштината на тој проблем. Тука треба малце повеќе објаснување економско околу тоа. Тука има некоја само символична вредност, нема вистинска реална вредност или нешто што е произведено, па има и економска вредност. Едноставно тоа е некаква номинална, како што велиш, номинална виртуелна вредност и со тоа се покриваме. Ја не можам да го укапирам. Надвор ми е од логика. Нели, ме убедуваат дека економијата е наука. Ова што го слушам, ова е мајтапење, чисто играње. Па ајде јас и ти ќе направиме. Ама ние цел живот имаме живееме со такви пари, ние тоа се зафркавам скоро. Значи, јас се сеќавам како клинец, политикин забавник кошташе 22 милијарди. Значи тоа сериозно. Не, проблемот е тоа што може едноставно, значи ние сме релативно кратко време навикнати на живење со валута која што е стабилна, која што вреди нешто, која што и која тешко се заработува. Да, која што одговара на тешко се заработува, не паѓа лесно како што некогаш паѓало. Така. И проблемот, но не паѓало ни тогаш. Проблемот е што ако идеш по тој пат,
крајната инстанција прво се уништува средната класа, бидејќи средната класа за да функционира треба да има некоја пара во банка зачувана, треба да има некој имот, значи да има некој вид на финансиска независност да функционира. Ти не можеш тоа да го правиш ако тебе секој ден се што поседуваш ти се девалвира. Се уништува индустријското производство, бидејќи историски гледано инфлација води до компаниите помалку се решаваат да купуваат машини, да инвестираат во процеси, во софтвер, бидејќи не знаат утре тоа што ќе го произведат колку вреди. Најсигурни работи се земја, куќа, нели, нешто што недвижнините, така. Нешто што не води до економски развој. И на крајот таа работа завршува како што мора да заврши со војна, што заврши во Југославија, значи тоа не може да трае вечно. Апсолутно. Цветин, утре е значи инаугурацијата, така? Наредната недела. Наредната недела, се извинувам. Добро. Нимиц, кога го проследуваш? Нимиц е на 29.30. 29.30. Јас се надевам дека повторно ќе одвоиш време. Ти благодарам за оваа исцрпна анализа. Иако лично се знаеме, ми изненади во неколку моменти од овој разговор. Очигледно работавате делка поприлично вака во сите сфери на следењето на твојата работа. Одлична работа, Цветин, ти честитам. Лека ноќ и пријатно. Драги мои, одиме со блок реклами, веднаш потоа се враќаме назад во студио. Драги мои, Сител телевизија деновиве е прилично активна со актуелностите. Прво, немој да заборавате дека и на прва, и на тројка, Сител 1 и Сител 3, одат преноси од светското ракометно првенство во Шпанија. На прва програма оди македонската репрезентација, вечерва немаше, но на третиот канал одат оние останатите, исто така интересни за љубителите на ракометот, оние надпревари помеѓу атрактивни репрезентации, атрактивни двојки. Поради тоа, утре вечер нема да има јади бурек, според одлуката на Централниот комитет на КПЈ на СРЈ на Сител, се одлучи да нема јади бурек, ке оди за љубителите на ракометот, ке оди пренос. Не знам точно кој пренос ке оди, предпоставам дека веќе вие сте доволно информирани, мене што туку ми јавија, нели? И втора работа. Како и секоја година, Сител и оваа година Сител ке врши пренос од денот Водици пред хотелот Holiday Inn, кај мостот на хотелот Holiday Inn, од каде што ќе се врши и пренос на осветувањето на водите на реката Вардар. Тоа е денот кога се осветуваат водите, кога се завршуваат периодот на така наречени некрстените денови. Океј, затоа бидете тука, бидете со нас. Јас во среда продолжувам. Денеска требаше да имаме емисија во врска со адвокатите. Верувајте дека е интересно, затоа што сите ние, помалку или повеќе, кога тогаш ни доаѓа некаква потреба од нив, имаат одредени проблеми и функционирањето на адвокатскиот теснав и од витално значење за нашите интереси за чувување. Жал ми е што денеска не успеав да ги донесам гостите. Ќе се обидам во текот на неделата. Во среда очекувам емисија да направам во врска со еден проблем кој многумина ги здоболува. Тоа е причината зошто Сител телевизија заедно со Канал 5, заедно со Алсат престана да емитува македонска забавна музика, македонска музика воопшто. И тоа е поради новиот закон за наплата на така наречени тантиеми кои ги бараат од институциите, кои одат до таму да дури е барано и од црквите
да плаќаат така наречен музички данок. Има тука многу нелогичности, има тука многу работи кои треба да се издебатираат и има многу тврдоглавост во непопуштање на ставовите кои секогаш само заради едно постојат. Не заради зачувување нечии интереси и права на уметникот, туку собирање на пари. Тоа е отприлика агендата за оваа недела и мислам дека е прилично густа и прилично интересна од повеќе аспекти. Еве, јас како ја почнав, така ќе ја завршам, ама еве од каде дојде и првата инспирација. На која му настапија U2, ама му измиксаа вакво нешто нашиве. Dave. Kad sam sreo druga svog prijatelja jedinog, najsrećniji beše dan, jer nedelja beše dan. Pesma nas je tešila, sudba nam se smešila, ali vihor sudbe zle od mene ga odvede. Aj, Ramo, 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 druže moj, Ramo, Ramo, brate moj, da li čuješ jezaj moj? Aj, Ramo, 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 druže moj, Ramo, Ramo, brate moj, da li čuješ jezaj moj? Ramo, 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 Ramo.